Од денеска започнува процесот на реконструкцијата на владата, а според информациите, првите состаноци со коалиционите партнери Влени Знам ќе се одржат утре и во сабота. По ова ќе се знае кои министри и директори ќе ги напуштат позициите поради немање резултати во нивното работење. Премиерот Христијан Мицковски рече дека до него доаѓаат информации дека дел од министрите не се ја вршат својата работа, туку само ги уживаат привилегиите на власта, но дека нема да има толерирање на несовесност и скршнување од принципите на владата. Очигледно има и такви кои фотелјата им стана помила од контактот со народот. Добивам поплаки дека дел од министрите, директорите се недостапни за народот. А има и такви на кои приватните патувања им станаа помили од посетата на селата и градовите. Не прифаќам оправдувања од ниту еден именуван функционер дека е уморен. Ако е уморен, често е да си оди. Министерот за социјална политика Фатмир Лимани, откако се скара со раководството и потоа замина од Влен, неговата позиција во владата стана неизвестна, но неофицијално се тврди дека тој е во блиски релации со Мицковски и дека е можно да остане во власта и покрај барањата на Влен за негово заминување. Тој денеска рече дека воопшто не е важно дали ќе биде на функцијата или не. Дали сме министри или не сме, до последниот атом треба да бидеме за да ги спречиме ваквите случаи, не да се бавиме со тоа кој ќе биде иден министер на колку биле и колку прошле и колку ќе има министри овде, се ќе зависи кој трак оставевме ние во овие сали и во тие министерства што сме. Од она што веќе е известно, вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај веќе нема да биде дел од владиниот кабинет, откако е прифатена неговата оставка. Според неофицијални извори, во реконструкцијата на владата можно е да има и промена на ресорите меѓу коалицијските партнери.